Четирите од огласите се за мерката кредитирање, односно за самовработување и за отворање нови работни места. Од нив два се конкретно насочени за младите лица до 29 години, кои што сакаат да се самовработат, односно да основаат сопствена компанија и да отворат дополнителни работни места во рамките на новоотворената приватна компанија. Сите заинтересирани млади лица кои имаат бизнис идеја и сакаат да ја реализираат, може да подигнат кредит за основање сопствена компанија до 5000 евра за носителот на кредит и дополнително по 4000 евра за секое новоотворено работно место, односно кредит во вкупен износ до 23000 евра, под навистина поволни услови со 7 години рок за отплата и 1,5 година грејс период со каматна стапка од само 1% годишно. Во тек и огласот за давање земјоделско земјиште во државна сопственост на продолживање на социјално загрозените лица и за корисниците на социјална парична помош преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сите заинтересирани корисници на социјална парична помош, односно околу 30.000 домаќинства, може да искористат оваа можност да аплицираат и да добијат на продолживање земјоделско земјиште до 3 хектари. Покрај мерките за млади за самовработување со кредитирање и дополнителни вработувања преку кредитирање на млади, има и мерки кои се однесуваат и на сите други невработени лица, без разлика на староста и без разлика каков статус имале во минатото. Се нудат поволни можности за лицата кои биле стечени работници, технолошки вишоци од некоја компанија. Тие покрај 3000 евра кои се даваат за самовработување, добиваат и дополнителни 1000 евра за кредит, кој што се дава зависно каков проект ќе има направено од 3 до 5 години. Доколку проектот се работи за услуги, трговија, може да подигнат средства за 3 лица. Доколку сите 3 лица се од оваа категорија, ќе добијат дополнителни 1000 евра. Првата година е грејс период и има 2 години за враќање. Доколку се работи за проект за производство и ако се здружат до 5 лица, носителот на проектот добива 5000 евра, односно 6000 евра ако е корисник, односно во минатото бил корисник на паричен надоместок по основ на стечај, ликвидација или вишок. Така тие може да земаат меѓу 17 и 18.000 евра на вкупен обем на средства, со тоа што првата година им е грејс период, а средствата треба да ги вратат за 4 години со камата од само 1%.